2 дена неделат од нашиот празник. Од празникот мој, 11. октомври, празник македонски, празник на востанието на Македонија. За овој празник јас го подарувам моето срце. Од него нека излезат сите желби, нека раскрилат како јато птици и нека го преплават небото, и нека го понесат сонцето до сите срца. За овој празник јас го подарувам моето око. Нека погледне високо, широко, се нека види, се нека знае, со секого нека се спријатели. Око со око, очи со очи, пријателство. За овој празник ги подарувам сите мои желби, се најубаво, секому, се најубаво за се. Секогаш кога доаѓа овој празник, во мене несопирливо надоаѓа историјата. Парадираат светлите страници на народно-ослободителната борба, паѓаат и повторно се раѓаат вистинските јунаци на таа револуција, нашите борци, нашите херои. За вистинскиот борец, за творецот на слободата нема смрт. За него има само живот, само слобода, само цвеќе и радост. И ќе испеам најубавата песна за борецот, за слободата, и ќе изиграм најубавата игра за него, за неа. Зашто јас немаше да бидам овој и овој, оној и оној, или јас. Кој знае што ќе бев јас, ако не беа тие? И затоа, кога доаѓа овој празник, кога доаѓа октомври, неговиот 11 ден, јас се подарувам себе, за убавото денес, за посреќното утре. Како доаѓа есента и кој неа ја носи? Сонцето што грее или облакот што роси? Дежурното око на нашата камера сама се натера на свој начин лесен да одговори како доаѓа оваа есен. Ете, така во еден град, стар или млад, тоа воопшто не е важно, нели? Есента почнува по улиците, по зградите, по пазарите да се сели. Па, откако ќе се смести, ќе се всели. Слушаш, на еден жолтеникав јазик вели. Плодови зрели, плодови зрели. Плодовите на есента и служат како скривница, можеби некој од вас ќе рече, но не се лутите ако есента ве пресече. Што ми измислувате таква скривница? Моите плодови се наменети за зимница и верувам дека ќе се согласите и вие дека во плодовите мои зимата се крие. Па погледнете и кажете вие. Облакот плаче, солза по солза паѓа, а може би во дождот есента се раѓа.
Точно е така, необраниот плод вели, па на бабрува се дебели. Листот се капи, сонува за плажи, околу срцето дождот жолтеникаво влажи. И секој парк на есента и е драг. Најпрвин таа над него ќе прелета и жолто ќе се насмее, а потоа на гранките од дрвјата ќе слета и ќе почне низ паркот да се шета. Листовите се прават дека не ја забележуваат, па поигруваат, па се насмевнуваат, потоа молат во името на вистината гола да бидат поштедени. Но нивните молби не помогнуваат, па тие, налутени или навредени, се завиваат во тага и тонат, потоа гледаш нечујно се ронат. Во паркот заразен од болеста есен, сепак можеш да најдеш по некој лик весел. И кога не се смее весело е секое дете и секое зимзелено дрво што не се плаши од студ и ветер. Па како што гледате ете, есента доаѓа така, да и кажеме добре дојде, да и подадеме рака. Цела учебна година училиштата имаат своји секојдневни жители, учениците, децата. Екипата на откривања еден ден го посети основното училиште Григор Прличев во населбата Железарница во Скопје и ја забележи оваа секојдневна приказна за секојдневните жители од ова училиште. Училиштето е нашиот дом, велат учениците. И сосема разбирливо, зашто тука се разгорува вистинската борба со знаењата, оној постојанен судир со несовладливото, а не постои нешто што не може да се совлада, нешто што не може да се научи. Впрочем, и средниот успех во минатата учебна година покажува дека учениците, заедно со своите наставници, навистина работат со целосна сила.
односно кон наставата, што ги содржи сите современи елементи, е најодговорен и најсовесно сватен, па според тоа и резултатите не можат да изостанат. Во овој дом на учениците, вон училишните активности имаат посебна страница на која се забележани досега вонредни резултати. Нема ученик да не е опфатен, да не е член на некоја секција, велат самите ученици и додаваат, има ученици кои членуваат и во неколку секции, а тоа воопшто не им пречи во учењето. Во физкултурната сала застана нашата тонска камера каде што забележа неколку настапи на учениците, што е само малечок дел од она што тие го имаат како активност.
konjo trofej bojem, stigneš gord, broden kraj. I na oro sred mladite ke vidam libe moje, da bleska tvojog pusa sjaj. O, zašto nemav sabija jas, da som nemam mafteki da letneš tako junak tvoj. Mesto tebe, strela albanska prečekuvajki ko zaštitnik da padne tvoj. A gegata krvoločen jas, bez nakomena da bi go raskinala so zap. Što? Tognot borben moma da se plaši mlad. Sinio te musku slab. Solo si šeški da me čuje. Molbi Bogu prativ pred sveti od mumoken tron. Može tvorecov na svetov, živ da mi te vrati, što molotke go čuje ston. No kamo takov čovek, koji od onoj svet se vratil? Sve už te silene Haron, rodnite gi stvoril Gospod zakoni za dovek. Za mene, negi meni on. Славејчето мало, цел ден солзи лее, не сака да лета, не сака да пее. Ветерот подувнува и тихо го праша, зошто плачеш Славејче, што ли ти е мака? Разделбата со гората, евеа, се ближи, затоа сум сега сето во грижи.
Dojde vreme ladno, vrapčeto se požali, jaski bi nam gladno. Mičkata pak golema počne da se radува, kima kruši, jabolka, nima da se gladuva. Луѓето се спремаат зимница да прават, да има во зимата децата да јадат. Gavran negde mnogo vrede, za slava mnogo žede. Sabja zema pišto stavlju, toj dogo razmelo javi. Lisa doko kedi kolan, vrapi pepelke gizoran. A pak me doštom dopatan, sad me kedi higo spratan. Si te cveti glinki presad slatki, trava piti mesad. Gavran gačko nogu turen, stanal debelka kovuren. Gavran gačko žari pali, iskri frča zvezdi mali. Gavran gačko nogu vrede, za slava nogu žede. Gavran gačko žari pali, iskri frča zvezdi mali. Gavran gačko nogu vrede, za slava nogu žede. Gavran gačko žari pali, iskri frča zvezdi mali. Gavran gačko nogu ture, za slava nogu žede. Драги деца, за денес авторот на прилогот Филателија Ацо Филип избра марки на кои се прикажани ликови на заслужни луѓе од културно-историското минато на нашата земја. Серијата содржи 6 вредности. На марката со најмала номинална вредност го препознаваме ликот на славниот словенечки писател Иван Цанкар. Неговиот животен пат бил тежок, студирал техника, а потоа славистика и романистика. За време на Балканските војни лежал в затвор. По убедување бил социјалист, борбен и непоколеблив. Со своите дела, Кралот на Бетајнова, во Кланецот, Слугата Јерне и неговото право и други, оставил неизбришив печат во целата наша литература. На марката од 20 динари го гледате Силвије Страхимир Крајнчевиќ, еден од најдобрите хрватски поети. Бил уредник на списанието Нада. Важел како смел човек, длабоко чувствителен, со високи уметнички стремежи. Живеел од 1865 до 1908 година. Третата марка од оваа серија со номинална вредност од 40 динари го прикажува Паја Јовановиќ, српски сликар, представник на академскиот реализам. Четвртата марка го носи ликот на српскиот поет и сликар Ѓуре Јакшиќ. По незавршените сликарски студии бил наставник по цртање и коректор во државната печатница. До крајот на животот останал романтичар и по сваќањето и по начинот на работата. Со својот бурен темперамент, со силата на чувствата и лирскиот талент, спаѓа меѓу нашите врвни лиричари. Секако сте чуле за Михајло Пупин. Пупин е физичар и пронаоѓач кој уште од својата 16 година прешол во Америка, каде останал до крајот на животот. По завршеното школување бил професор по електромеханика на коледжот Колумбија. Дал значајни трудови од областа на физиката и електромеханиката. Марката од 100 динари ни го представува Руѓер Бошковиќ. Тој е математичар, астроном, физичар и филозоф. Роден е во Дубровник, а умрел во Милано. Го дал геометрискиот метод за одредување на положбата на екваторот. Заслужен е за многу трудови од разни области. Ете, драги деца, со тоа заврши денешниот прилог од областа филателија. Довидување до следната емисија.